Ловат ли во матно дел од откупувачите и одбрани земјоделци кога се во прашање изнудените субвенции од државата која со делење пари се обидува да ги задоволи производителите? Или какви созданија има министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Лјупчо Николовски кога најавува засилени инспекциски контроли во регионот со цел да се утврдат одредени сомнителни действија на терен, поради кои многу пари завршуваат на поедини конта? Постојат ли фиктивни договори помеѓу откупувачи и земјоделци за откуп на големи количини арпа како манипулација да се приграбат субвенционираните 3 денари за килограм и колку е оштетена државата? Спомнуваните 21 тон арпа кои наводно биле откупени во определениот период и за кои количини се исплатени субвенции од над 1 милион евра, создава нелогична ситуација на теренот, особено ако земјоделците кои излегуваат на протести тврдат дека ланското производство ни половично не е откупено, а тоа при ожнеани околу 4000 хектари на колку што е застапена оризовата култура. Тежи помеѓу 20 и 22.000 тони. Со оваа шарена математика излегува дека годишната реколта во регионот изнесува 35.000 тони арпа. Појавните сомнежи на министерот остануваат низ за прашања кои сами по себе се наметнуваат и бараат одговори. Правенствено, што со откупувачите и земјоделците кои манипулирале со откупните количини нереално добиените субвенции и дали ќе се бара враќање на парите.